Петок, 20 октомври, кратки вести во 12 часот. До 1 јули за оваа година за реализација на автопатската делница Кичево-Охрид, финансирана од кинеската Ексим банка, потрошени се 16,36 милиони евра. Владата не знае точно дали автопатот Кичево-Охрид ќе заврши во предвидениот рок до крајот на годинава, а министерот за транспорт и врски Бочварски кажува дека на овој автопат се работи интензивно и дека деловите кои ќе бидат готови ќе бидат пуштени во употреба. Сликата на терен остава впечаток дека нема реални изгледи изградбата на автопатот од Кичево до Охрид да заврши како што е предвидено и со закон. Американско-турскиот конзорциум пак Бехтел Јенка, кој работи на проектот со коридорите 8 и 10D, за помалку од половина година заработи 10 пати повеќе од кинески Синохидро, изведувачот на автопатот Кичево-Охрид. Во тек се градежните зафати за санација на објектот на специјализираната болница за лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан во Охрид. Проектот вклучува зафати во насока на поголема енергетска ефикасност, дигитализација и набавка на современ ултразвучен ехо апарат. Сега се работи на фасадата, а од следнава недела ќе следат работи на кровот, вели за Супер радио директорката доктор Елена Ковачевска-Башуровска. Зафатите се во насока на подобрување на условите и здравствените услуги, ефикасноста и брзината, се со цел да се овозможи подобра услуга за пациентите. Крај на 2024 година е дадено како рамка за завршување на овој проект на Министерството за локална самоуправа, поддржано од Швајцарската агенција за развој и соработка. Кошаркарите на градскиот кошаркарски клуб Охрид во недела на 22 октомври ги продолжуваат надпреварите во првата македонска лига. На домашен терен ја пречекуваат екипата на кошаркарскиот клуб Гостивар. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала Билјанин извори од 18 часот и 30 минути. Во недела сите во сала, сите за Охрид, порачуваат од градскиот кошаркарски клуб. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 25 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.